Добро дојдовте назад. 28 години грижа за детските права, 28 години за поубав и поправеден свет на децата. Токму за ова се грижат и се борат цели 28 години до формувањето на првата детска амбасада Мегежи. Токму за оваа тема и за сите оние нешта што како предизвици ги има циве овие 28 години, ќе позборуваме со Јорданка Черепналкова-Трајковска, представникот од Мегежи. Добро утро! Добро утро, благодарам на поканата. Само да кажам за почеток, она што го споделивте до сите нас, па би било убаво да го слушне и пошироката јавност. Вели, во ова чудно време, невреме би сакале да споделиме со вас радоста за нашата 28 годишнина и на многу години исполнети со работа и активности во секакви околности. Години посветени на помош на деца кои страдаат, години на тага, но и исполнетост што можеме да бидеме како поддршка. Задна се години и години работа, поголеми или помали, кризата се составен дел од нашата историја, а за оној кој страда или има потреба од помош, не постои помала или поголема криза. Токму за ова, па ми е првото прашање, затоа што од првата бегалска криза, мислам дека започна и проблемите, но и помошта која давате несебично како прва детска амбасада, токму за дечињата кога беше погодена или за поддршката на децата погодени од војната во поранешна Југославија, посебно за децата бегалци од Босна и Херцеговина во 95-96 веќе. Да започнеме Косовска криза, конфликтот во Македонија, поплавата во Стајковци се само дел од оние страотни нешта, би рекла, од нашата па не многу далечна историја. Се сеќаваме нели со неубаво чувство во желудникот, но вие сте тука, се соочувате со премногу предизвици, би рекла, и да помагате, да им давате поддршка и на оние што треба да ни останат како наша иднина, а тоа се нашите најмили, најсакани децата. Така е. Всушност така и почна во време на војна, во време на криза, со намера да им се помогне токму на најранливите, на децата. И од тогаш наваму тоа е една од главните белези на детската амбасада, да биде ангажирана, да интервенира во моментот тогаш кога е најпотребно, заштитувајќи ги, водејќи грижа за децата и обезбедувајќи им колку е можно побезбедни услови за да може да продолжат со каков таков развој, без да се соочуваат со состојби, ситуации за кои што се уште немаат животно искуство, немаат капацитети, немаат механизми да ги разберат и да се справат со нив. Раѓајќи се во таква ситуација, без да се потклекне на лошата судбина, туку напротив, одејќи напред, потекнувајќи ги сите можности што постојат за да се обезбеди подобар живот за децата, користејќи ги сите можности, е вградена всушност темелот на темелните вредности на детската амбасада и оттаму, а тоа е зачувување на мирот, градење на културата на мирот, и тоа е тема која што се провлекува од почетоците до ден денес, прераснувајќи во различни форми, во различни активности, во различни проекти. И останувајќи ангажирана, како што спомнавте, секогаш во секоја кризна ситуација, од кој да е вид, дали е природна непогода, дали е човечки фактор, секогаш реагира во истиот момент кога се случува, вклучувајќи и тековнава вонредна ситуација со пандемијата на COVID-19, значи секогаш детската амбасада се обидува да ги преформулира, да се репрограмира во своите активности за да може да излезе во пресред на најитните потреби кои што постојат, посебно во нашата целна група, односно децата. Токму така, а искрено не погодуваат сите нас овие видеоматеријали што имавме можност да ги погледнеме и имаат можност да ги погледнат и нашите гледачи на телевизија Алфи на Добро утро секое утро. Но ќе кажам само дел од тие деца, посебно ја споменавте
Ја споменавме, односно во поранешна Југославија децата бегалци од Босна и Херцеговина згрижани во Македонија. Со голем дел од токму овие деца, сега веќе возрастни, сте се уште во контакт. Некои волонтираат кај вас, а некои физички оддалеку, но во срцето велите многу блиску. Следат и понатаму што работиме. Понатаму следува и косовската криза, за жал, поддршка на децата бегалци од Косово во Македонија. Тогаш работевте во камповите за време на косовската криза. Понатаму, конфликтот во Македонија. 2001 сте згрижиле 16 внатрешно населени лица од Рачиново во прифатилиште, семејство со 8 деца. Се родиле дури 3 бебиња: Александар, Марија и Никола. Семејствата беа згрижани во прифатилиштето 5 години, потоа сте организирани летни кампови за над 500 деца 5 години поред од кризните подрачја во Македонија. Ова се некои факти што би сакала да ги споделам со пошироката јавност, затоа што навистина треба да се истрае цели 28 години за да се биде од помош на најмилите и најсаканите или најпогодените, затоа што тие се единствено нели безпомошни. 2016-та потоа продолжувам поплавата во Стајковци. Поминавме, велите, заедно со група волонтери, речиси цело време на терен, но возбужувавме директна помош на богатините во храни и лекови, а во Основното училиште Кирил и Методи во Стајковци, заедно со Универзитетската клиника за дерматологија, отворивте и медицински пункт каде за децата се обавува прегледи и медицинска заштита. Ке дојдеме секако и до сегашнава кризна, би рекла, состојба во која сите сме вклучени и некако сите неподготвени, би рекла. Помош, поддршка за мигрантите кои транзитираа преку Македонија после на бегалска криза, што знаеме исто така се случуваше не многу далеку од Табановце до Гевгелија. Ете, овие нешта кои ви ги кажувам, а сте сите како тим вклучени, знам дека перфектно функционирате и ви благодариме во оваа прилика што сте истраеле толку години да бидете дел од помошта и поддршката на безпомошните, а да има поправеден свет, да има децата, барем се трудите. Со какви се предизвици се соочувавте изминативе години? Токму така, значи предизвици, односно ситуации кои што само и поттикнуваат потенцијалите со кои што располагале луѓето кои што поминале многу, посебно волонтери низ организацијата, низ Меѓаши. И предизвикот всушност е можност да откриеме што повеќе може да се направи, и да се подобри нечи живот на некое дете. Предизвиците за среќа, да речем, секогаш поттикнувале упорност во смисла на тоа да се постигне она за кое што смета детската амбасада Меѓаши дека има право и дека треба да се оди до крај, па не се малку работи кои што сме постигнале да ги издигнеме на повисоко ниво, на ниво на закон, на ниво на политика, во различни сфери. Вредностите како детското учество на децата и младите во процеси, односно донесување одлуки за работи кои што им се нивни важни, се преточи минатата година во Законот за основно образование, ратификувани претходно уште многу одамна ратификувана конвенција за спречување на злоупотребата на детскиот труд и ред други. Во моментов не можам да се сетам на сите промени кои што сме ги предизвикале на општествено, па дури на ниво на државни политики, закони, и никогаш не е идеално. Затоа и обстојува, и верувам ќе обстојува уште долго, за да навистина се доближуваме до идеалот на поправеден свет. Светот веројатно така како што го замислувам идеално е токму тоа идеал, меѓутоа
подобрување на условите секогаш ќе ни биде мотивот да продолжиме понатаму во напорите, во активностите, во иницијативите. Да, токму така. Сега во сегашноста сме, во реалноста, да, тоа изминативе години почнувајќи од 1992 па наваму, како ваши активности, како ваша помош, како ваша поддршка и заложба за поправеден свет на децата и борба за детските права, но коронавирусот сите нас не засега. Криза во која тешко не погодува, бидејќи не можеме да работиме надвор, па и ние исто така, нели сите во моментов што работиме некако сме затечени, а посебно кога станува збор за директна комуникација со децата, во овој момент сте оневозможени, би рекла, директно да им се обратите, нели дистанцирањето од надврежниот свет, такви некои мерки нова ситуација наложува, па се решивте креативно, одлична идеја, со креативна платформа наречена Заедно дома. Започна на Facebook страница со група најпрвин, а со цел да поттикне креативно и квалитетно поминато време во самоизолација, па многу мајки, многу тетки, многу баби, многу дедовци, многу дечиња споделуваат постојано што тие па убаво креативно, иновативно прават во самоизолација по дома. Како поминува оваа акција? Значи, како што спомнав предходно, секогаш гледаме да реагираме колку е можно побрзо, прилагодувајќи се на ситуацијата и токму заради ангажираноста на меѓаши, веројатно обстојуваме и одговараме на сите предизвици. Заедно дома, значи, веднаш на почетокот, откако се случи, откако бевме приморани да работиме од дома, заради ситуацијата, размислувавме на кој начин да допреме, како можеме да придонесеме, да го направиме времето, новата состојба да биде квалитетно време, да биде можност за развивање на креативност, на потенцијали, на смислување на содржини, како да го поминат времето, и така се роди идејата за платформата Заедно дома. Прво размислувавме да биде некаков си конкурс, но стигнавме до тоа дека треба да се обезбеди простор кој што ќе служи и за споделување, и за меѓусебно инспирирање, и за осмислување за понатамошни креативни идеи. Така е. Што можат родителите заедно со нивните деца, со оглед на тоа што наставата сега се одвива онлайн, па имавте ли негодувања или недоумици што родителите па да прават со тие сопствени деца што треба да изиграваат сега и родители и наставници? Во две улоги во една треба да имаат. Да. Може би вие како ќе ни кажете како пример ваш или не знам на вашите колеги, колешки, дека во моментов некако две улоги имате по дома. Да, не само ние, многу луѓе имаат две па и повеќе улоги во дома, меѓутоа човек се прилагодува на секоја ситуација. Многу сме, значи точно, од почетокот мислевме како да ги поттикнеме, што да направиме, но неверојатно, значи, за неколку дена бројката на членови во групата се зголемуваше и се уште се зголемува, постојано расте, некаде близко до 3000 членови за еден месец отприлика се постигна и сме неверојатно воодушевени од креативноста која што ја гледаме од страна на нашите семејства, и тоа е многу благородно чувство дека да видиш колкав креативен потенцијал постои и па дури не само во изработки, не знам, некои, туку напротив и во физички активности, и во идеи за развој на различни вештини кај деца на различни возрасти. Така што мислам дека си зема самата група тек и се развива во посакуван правец. Има неколку правила, значи идејата беше да споделуваме нешто што е наше, нешто што ние го правиме, да се поттикне размислувањето како може да се реупотреби нешто што би го фрлили, например.
и да не се споделуваат или рекламираат други страници, други постови. Тоа ни беше една од главните, да речам, цели, значи да потикнеме оригинално, автентично ангажирање. Исто така, паралелно, значи Фејсбукот повеќе ни е како медиум наменет за, да речем, помали деца и родители, затоа што преку родителите ги ангажираме и децата, но во исто време има и Инстаграм група со истиот хаштаг Заедно дома. Вклучени сме и две средношколки волонтерки од Меѓаши, за да се анимира, за да стигнеме до да се обезбеди простор каде младите, тинеџерите би споделувале како го поминуваат времето. Меѓутоа, Фејсбук групата е поангажирана и по-активна, да речам. Да го исполнат на интересен начин своето слободно време. Сакаме нели да поттикнеме игри, убави, креативни работилници, хумор, песни, цртежи, сето она што го прават секојдневието поинтересно. И да се искористи моментот, значи низ играта се градат и односи помеѓу родителите и децата, се дознаваат, има можности додека работат нешто и да разговарат, значи се поттикнуваат на повеќе нивоа позитивни работи. Повторно може би се социализираат и повторно се запознаваат. Да. Ајде сега да се навратиме на оној неубав дел од сето ова се креативни, убава иницијатива, поддршка за вас и еве сега сите заедно да отидеме на платформата Заедно дома на Инстаграм или на Фејсбук и да се издигнеме малце креативно, да споделиме некои интересни идеи, но со оглед на тоа што доаѓаат до нас неубави информации во однос на зголемениот број на луѓето жртви на семејно насилство, со оглед на тоа што постојано се во самоизолација, постојано се дома. Исто така и од МВР добивме официјален извештај дека, за жал, зголемен е бројот на жртвите на семејно насилство, но знам дека имате SOS телефонска линија, па вие ми рековте дека кај вас нема. И тоа некако ми дојде како убаво чувство и убава информација. Барем децата во оваа ситуација се заштитени, а жртвите на семејно насилство според здруженијата велат и дека има тенденција за зголемување, за жал. Така. Прво сакам да кажам, мислам дека го пропуштивме тој сегмент од работата, од постоењето, а многу важен на Меѓаши, па ќе се навратам на прашањето, а тоа е постоењето на SOS телефонот. Значи, SOS телефонот постои не 28, но 27 години. Од првата година, односно втората ќе му дојде година од постоењето, токму повторно заради слухот на детската амбасада дека постојат проблеми, дека сакаат да обезбедат место каде што децата ќе се обратат и да ги споделат своите проблеми, е отворена оваа SOS линија и работи полни 27 години. Сега во текот на годините се менувала бројката на јавување, се менувало деца, млади, возрастни кои што пријавуваат прекршување на детските права. И е важна алатка во работата на Меѓаши за да добие увид кои се најчестите проблеми, кои се најчестите прекршувања на правата на децата. И секоја година и се подготвува извештај, тоа се промовира, верувам дека знаете, во јавност. Во овој период, наспроти сите укажувања дека е зголемен бројот на семејни насилства, не дека имаше неколку пријави, меѓутоа во купниот број на пријави е мал бројот. Ние сакаме да, значи, повторно гледаме на добриот дел од останувањето дома како можност за цврстување на односите во семејството, за повторно обновување или запознавање или враќање на некои вредности кои што во редовни, да ги речам, услови ги подзабораваме.
Со самото тоа што постои подолго време, можеме подолго време да се посветиме едни на други, што не значи дека не се создаваат услови да се појави, да дојде до израз нешто негативно. Како и да е, значи велам, ние сме повеќе со тенденција да го потикнуваме доброто во оваа ситуација, а можеби зголемениот број на пријави, значи можеби, не можам да тврдам, веројатно треба и да се испита дали е така, е токму заради тоа, затоа што премногу често, да речеме се, па сега се охрабруваат да се јават, да пријават, што не значи дека претходно не постоело, меѓутоа можеби немало услови за да се пријави. Како и да е, семејното наследство е комплексен проблем, е повеќе секторски, треба да се третира од повеќе аспекти и добро е и сите засегнати чинители во нашето општество да се позанимаваме посериозно со овој проблем. И тоа подразбира, не е само семеен проблем, е и поширок проблем. Да, општествен проблем. И така натаму. Да, пред да го погледнеме премиерно на телевизија Алфа и едукативното она парче видео за сите оние падичења што се во самоизолација и маскотата уште од самото основање на Мегеши всушност 29 април 1992 маскотата Бушавко. Пред да го погледнеме тоа за најмладите, секако да кажам некои нешта што вие како Мегеши се вклучивте како помош во вонредно настанатата состојба, заштитна опрема за медицински лица кои работат со деца, хуманитарна помош во храна и средства за хигиена на маргинализираните групи. Ја кажавме групата Заедно дома, да бидеме сите заедно дома со Мегеши и креативната работилница и платформа, а велите дека искрено и ние ова се надеваме и посакуваме да нема кризи во иднина, да нема штета за било кое дете, да има мирно детство, да има мирен сон, да нема тепано дете, да нема болно дете, да нема дете на улица. Тоа искрено си го посакуваме. Но тука сте вие како луѓето најодговорни во овој дел, и со љубов и со грижа како и досега и сиве овие 28 години да се грижите најмногу за децата, а посебно и за принципот кој го имате, а тоа е ненасилство и ги негувате различностите и еднаквите можности за сите, за поправеден свет за секое дете. Ви благодарам, Јорданка, за вашето гостување и секако ќе продолжи нашата соработка и постојано тука сме како медиум да ве поддржуваме во сето она што го работите. Ви благодарам многу и за поканата, и за поддршката и досега и сега. И посакувам и јас да навистина сите заедно придонесеме кон создавање на поправеден свет. Поправеден свет за сите, а поправеден свет за секое дете, тоа нам посебно би ни значело. Поубав свет ќе имаме за живење во секој случај. Јорданка Черепналкова Трајковска од Мегеши, благодарам уште еднаш, продолжуваме ние со емисијата и секако тоа што го најавивме како едукативно видео или едукативна содржина намената за најмладите со маскотата на Мегеши Бушавко. Да погледнеме. Здраво, јас сум Бушавко. Сакам да ве замолам за солидарност. Сега седам дома и така се заштитувам и себе си и другите од вирусот COVID-19. Многу ги сакам сите од моето семејство. Тие се полни со разбирање и им го посакувам најдоброто на светот. Дома е многу забавно. Со моите најмили Правиме најразлични работи. Играме игри, читаме приказни, гледаме интересни емисии и вежбаме, но и чистиме. Па и чистењето може да е забавно. Со наставничката и другарчињата учиме онлайн, а со моите пријатели се слушам секој ден. Си раскажувам интересни случки, сите заедно, заштитени дома. Мите ги рачињата правилно и често и не заборавајте на личната хигиена. И доколку имате некаков проблем, побарајте помош на 02 24 65 316 или 070 390 632. И вашата тајна останува тајна. Меѓаши.